Колешке, јас си кажав претходно, овој амандман е поднесен за да се обезбедат средства да се изработи техничка документација за секундарната мрежа. Мислам дека сум доволно јасен. Мислам сега имам мнение за вас дека вие не знаете да разликувате што е потисен цевовод, што е секундарна мрежа. Такво мнение имам. Треба да ги знаеш, јас не сум... Ами знај стручњак е во тој дел, затоа кажувам. Ами ајде сега немојте од... Јас ова што го кажувам, го знам, директно сум го работел тоа и го знам како е. Се извинувам, никој пат ви немам упаднато за да ви објаснам. Никој пат ви немам упаднато. Си ја знаеме проблематиката, ние доаѓаме од Валандово, вие во Прилеп гледам ги решивте работите, па сега на Валандово ќе ги решавате. Не треба. Значи, станува збор за реконструкција на секундарната водоводна мрежа во Валандово и населените места. Проект за замена, како што кажуваат, на азбестните цевки постои. Врз основа на тој проект, општина Валандово уште во 2007 година со одлука на Советот конкурираше за добивање на средства од Светска банка во висина од 380.000 евра и дополнително за дореализација на проектот 1/3 од висината на тие средства требаше да ги добие како грант, но експертите кои што Светска банка ги ангажира направија документ врз основа, односно не направија анализа дека тие средства во тој момент на Валандово не му се потребни, бидејќи потисниот цевовод за кој што вие говорите прави само 3% загуба. Тоа е објаснувањето, документот си стои, побарајте во архивата на јавното претпријатие Комунален сервис, го има таму. Точно е кажано образложението и врз основа на сето моје искуство кој што претходно го имам во раководењето со ова јавно комунално претпријатие, точно го знам проблемот. Значи, ние интервениравме во дадени моменти, бидејќи знаеме се уште одредени населени места не се под капата на јавното комунално претпријатие, ние интервениравме и им помагавме при одредени дефекти. Кога се соочуваа со одредени дефекти, им помагавме и знаеме дека со проблем со водоводната мрежа се соочува посебно населеното место Јосифово. Пирава додека се градеше канализацијата, во добар дел направи промена, односно инсталира луѓето од местната заедница со помош од општината, во поголем дел нова водоводна мрежа, уште некаде во 2010-11 година, колку што се сеќавам. Исто така, населените места од Бојмијата имаат застарена водоводна мрежа низ населените места. Доколку ние се стремиме вода во летниот период, Чалакли, Дедели и Раброво да добиваат од овој потисен цевовод, повторно ќе биде загрозено водоснабдувањето на градот Валандово. Ќе биде загрозено водоснабдувањето на здравниот дом, на детската градинка, на училиштата. Ќе биде загрозено. Го имавме проблемот оваа лето. Се соочуваа со одредени рестрикции граѓаните, иако потрошивте 3 милиони денари за нова пумпа. За пумпа која што, според сите мои сознанија, не чини повеќе од 2. За 3 милиони денари се дадоа, сега веќе има потешкоти јавното претпријатие да ги плаќа тие средства и доаѓа во прашање исплаќањето на плати на вработените во јавното претпријатие. Сега е проблем. А кога вие говоревте по јавноста дека многу луѓе се вработиле во јавното претпријатие Комунален сервис во Валандово, дека власта на ВМРО ДПМН е вработила многу луѓе и дека не земаат плата, тогаш беше лажна вест. Врз основа на лажни вести, почнувајќи од најниско ниво, од локално до државно, вие успеавте некако, иако не победивте на избори, да се инсталирате на власт. Вашата власт е поставена на лажни темели. На фейк нюс. Вие одевте по луѓето и викавте во Комунален сервис немаат земено плата, ќе им исклучат струјата. Сите сме сведоци.
Сите сме сведоци на тоа. Мислам дека се држам до темата, зборувам за проблемот кој што го има општина Валандово со водоснабдувањето, а ако некој не се сети да реагира во право време, пак ќе го имате. Еднаш го решивме, уште еднаш не знам дали ќе биде толку лесно решливо. Еднаш го решивме. Станувавте во 3 сабајле да полните вода, за да утре сабајле да имате да си ги измиете очите. Се сеќавате на тој период, сигурно и вие живеете во зграда, во стамбена зграда, каде што снабдувањето со вода беше проблематично. Ако не се промени водоводната мрежа во градот Валандово за неколку години, очекувајте големи хаварии во водоводната мрежа. Сум бил сведок кога биле поправани дефекти и каква мрежа се наоѓа, ви кажувам, од пола метар до 3 метра под земјата. Водоводната мрежа е проектирано од куќа на куќа, не е проектирана дури ни за една мала наеднаш. Како се градела куќа, пушти цевка. Другата куќа до неја, ај уште една цевка. Значи станува збор за мрежа која што е аналфабетски направена. Без основа, без проект. Оди куќата таму, пушти ја низ дворот. Значи, уште еднаш ќе кажам, што е можно побрзо, изработувајте техничка документација, барем со нешто придонесете да се решат горливите проблеми со кои што веќе се соочуваат, а доколку не се решат навреме, ќе бидат реално големи проблеми. Не само за жителите на градот Валандово, туку и за жителите на Јосифово, на Удово, на Бојмијата, на турските населени места, за кои што и претходно барав во претходниот амандман да се изработи техничка документација. Значи, ве замолувам, размислете, во буџетот ќе ги поднесам истите амандмани, дај Боже нешто во меѓувреме да се реализира, ако не, повторно ќе ги поднесам, за да се обезбедат средства за општината Валандово, за да изработи техничка документација и во овие делови каде што немаме мрднато од мртва точка да се мрдне и да се почне барем со каква таква реализација. Ви благодарам.